Најак муабет за кадар сам еден наш боксер дава изјаву, како се вика Касапски, Стар Касапски. И сега днешно се човек у нас у цел филм и доаѓа едно време новинарка вика, сега малце вика, ќе ве попрашаме едно незгодно прашање. Вика, се шпекулира во градот дека собирате рекет. Кој собира рекет без све да му е пцуе. Вика, ве молам, немојте во кадар се. Кадар се мори сестро златна за сестра кадар. А дечки, вие ако сакате, целиот разговор можеме да го погледнеме сега, тука. На овој линк. На овој линк, овде? Окей. Добредојдовте уште едно издание на Шанк. Значи, не ги најавам моите гости, ама тие што ми се специјални гости, само ќе кажам Страхил Петровски. Добредојде на Шанк. Добре најдов. Драго ми. Нема што многу да кажам за тебе, зашто ти кажа толку многу за македонската уметност и пошироко. Нашите луѓе те следат, те поддржуваат, те почитуваат. Што би ни кажал Страхил, кој е, ама поразличито тоа што го знаат. Најпрво добро вечер на сите и на гледачите и поддржувачите на оваа емисија. Фала. Особено на тебе, брат, за поканата. Навистина ми значи. И кој е Страхил Петровски, мислам, па не знам од каде да почнем, веројатно од почеток. Така, секогаш почиња од почеток. Секогаш почнем од почеток. Кумановско дете, пред се потекнувам од, нели, ајде да кажем, од семејство кое што ја негува уметноста и културата од татко, нели, ликовен уметник, Момчило Петровски Моцо, морам да го спомнам. Мојата мајка која што работеше исто во детска градинка, Ангел Шајче Куманова, долги години како воспитувач. Татко ми професор на факултетот за ликовни уметности во Скопје. Јас како мало секогаш сум живеел, нели, во такви услови, нели, во таква средина, каде што сум имал секогаш на дланка, ако можам да кажам, допир со уметноста и културата особено. Нормално преку мојот татко. Како увертира, завршувам, нели, основно и средно образование во Куманово, средно во гимназија Гоце Делчев Куманово. Подоцна се запишувам, нели, на факултетот за ликовни уметности во Скопје, од сексликарство, кај почитуваниот, сега веќе покоен од неодамна, мојот најсакан и освен мојот татко. Мојот најсакан и најпочитуван професор Родолип Анастасов. Наистина бардот на македонската современа уметност и еден од основачите на македонската ликовна уметност. Тоа се раѓа. Значи не се ствара, не се вежба, уметноста се раѓа, мора да имаш, нели, како што спомна, предиспозиции за такво нешто. Така. И не знам, ама морам да те прашам, дали и од време на време одеше во Пионерски дом Куманово? Таму имаше, нели, уметнички ликовни секции. Да. На времето и нели беше срам да не си на некоја од секциите, дали? Да, ама јас, извини се, морам да те прекинам, да, веќе сме на ти, пошто нели сме пријатели приватно, така, приватно сме, да. Апсолутно и може би подоцна и разговорот ќе отиде во поинаква насока, меѓутоа добро, како и да е. Значи јас ќе кажам една работа, точно дека треба да се родите и да имате некој, ја го викам X фактор. Така. Обично луѓето го викаат талент, ја го викам X фактор, мора нешто да имате внатре за да понатака преку работа ведирне Да, некако како иницијална каписла, како иницијална каписла да речеме, меѓутоа без работа, верувате, и тоа напорна работа. Значи џабе ви е талентот, џабе ви е X факторот и така натака. За Пионерскиот дом, да, точно се сеќавам за Пионерски дом, и тоа беа времења, значи Титов пионер и така натака, нели во тоа. Ја бе последната генерација. Ја не знам, предпоследна мисли че не знам. Така. Како беше, не се ни сеќавам више искрено. Така. Сега годините не ги кажам, али не е небитно, може да изгуглаат па да ги видат годините, а и нека да гања и не се давам, да ги заголицаме малку.
За пионерски дом, да, имаше многу секции, многу деца. Јас се сеќавам на професор Мите, ако не се лажам, која водеше ликовната секција. Су модел, меѓутоа, не знам, некако, тоа не ми било... Мичо, како бе... Со долга коса. Мичо ми се чини сега, да не... Мичо. Може би постарите генерации ќе се сетат, дали е меѓу живите, меѓутоа, знам дека су модел во пионерски дом и навистина тоа биле убави моменти, нели, убави некои сеќавања случаи, иако во принцип најголемата едукација, најдобрата едукација ја носам од дома, од мојот татко. Секако. И кога ова морам да го кажам, значи можеби знае македонската јавност, можеби не, кога требаше да се запишувам на факултетот за ликовни уметности, дали татко ми дома и ме подготвува и така натака со ајде да кажам со гипсена глава и сега мораме дали да со сите ништа се вика и морав да работам или тоа многу да работам за да не многу повеќе од другите. Многу повеќе од другите, нели, за да срамота сега татко ми да не го да го обрукам, тоа апсолутно не доаѓа во предвид. Меѓутоа во некои разговори со него он некако ми велеше дали треба да одиш тамо, види, тоа е многу напорно, многу тешко, знаеш, треба многу работа и треба многу работа за да дојдеш до да направиш име и огромна жртва. Јас во неколку така моменти се фаќам себе си дека јас имам и да не се запишам на факултетот за ликовни уметности, јас сакав сликарство, нели, и после се запишав, меѓутоа имав бекап варијанта. Во смисла дека ако не отидам на факултет за ликовни уметности да се запишам, сакав многу архитектура да запишам и теологија. Од овој аспект денешен, значи години се минати, до година ми е 30 години и ликовно творештво и ликовна кариера. Обавезно ќе ти спочитуваме. Па се надевам сега како пријател овака. Близок пријател. Близок пријател, така е. Некако сето тоа има некои рефлексии уште од тогаш, уште некои тие мои размислувања дури до ден денеска. И некако ме следат сите тие моменти, па дури теолошките аспекти, дури филозофските аспекти, во однос на архитектурата и така натаму, архитектуралниот момент во амбиенталните мои поставки на изложбите и на моите проекти, така да мислам дека тој некој период од детството, да, се сеќавам, и има убаво детство, морам да кажам, јас сум единец, нити немам ни брат ни сестра, онака баш чувано дете, буцко дете, немало кој да ме малтретира. Сега воопшто те знам од долги години, веројатно од мали нозе. На вистина имам прекрасна онака меморија за моето детство. Имав и баба Елица, моја баба Елица, на татко и маќа, која што на вистина за неа бев цел свет, мислам, морам ова да го спомнам. Каде ме нема се прошетано, сме оделе, значи на вистина многу ме сагаше. И навистина, онака, сега се навраќа и многу емоции сега ми навираат, овака кога зборувам за моето детство и моето минато. Моите не се живи, мислам, и мајка ми, татко ми се починати, 2012-2014. Царство небесно за Царство небесно, така да тоа е тоа. Одиме понатак. Да. Тоа е животот. Тоа е животот, нема враќање и знам, например, дека малце е потешко, за разлика од другите градови, малце Куманово е потешок за растење, за созревање. Специфичен. Ние имаме специфичен начин да успееш да се избориш за позиција и во градот, и за статус во Куманово е, не знам како да гласат за председател, не знам било каде. Не знам статус у Куманово што значи, ама е. Да. Си спомеша работите, знаеш. Не, баби и жаби си спомеша. Да, знаеш како беше, имаше еден виц, мора да се насмееме малце. Апсолутно, да не бидеме сериозни. У автобус се возат, знаеш, и сега некој напиен човек и вика, овие напред, вика, овие тие се баграт тешка, вика, овие, вика, позади, тоа се вика врчкари, невидени, вика, не ги бива за ништо неписмени створења. А овие у средина, вика, овие у средина се вика, што да ти кажат, жали Боже. И шоферот се нервира, кочи. Мртов ладен.
Што кажа, кој каде, што како? Рад поема немам, ти ни спомеша сите сега. Па мислам да стварно е навистина така. Кога сме веќе тука, имаме од нашето, каде беше? Имаме фейк виски. Кај ушак? Сипано може. Еве го, фейк виски. Да, ама мораме да се вклопиме во реалност. Во реалност се фейк сите околу нас се фейк. И јас ке земам да не ме кара Никола и вода има обавезно. Повели брато. Благодарам. Јас да ти кажам право имам и да се надоврзам на тебе, значи без разлика и ова што го работиме, ние сме некои уметнички души на некој начин. Јас у тој пионерски дом израснав, идев 18 години у игроорна. Ние бевме кога беше почитуваната Виолета Деур, директорка. Да. Тогаш 95-та година бевме прогласени за најдобар ансамбл у Европа. Земавме прво место над преварот игроорна, да. Над преварот беше во Полска, во Нови Сонч. И од тогаш тргна турнеите, ние бевме едино аматерско друштво што го игравме тешкото. Мој кореографи почитувам професор беше Маријан Бошковски Маки. Мислам дека се сеќавам. Да, поздрав до Маки. Поздрав. Што таму имаше некако децата се изведува на прав пат и на некоја права мисла. Затоа го спомнав пионерски, знам дека сме ние тука генерацијски. Некои вистински вредности. Да, ние да кажеме. Бевме имало. Да, брато, бевме 200 деца таму. Само во фолклорната секција. Имаше уметничка, имаше ликовна, литературна, стрелаштво, бране беше, така, се сеќам бране, да. И самота беше учител те праша дали одиш, на која секција? И ти се вака, добро, ќе видам утре. Да. Крај, значи мораше, некако малце бевме по другше воспитувани. Поинако воспитувани, значи со поинакви вредности, кои што за жал во денешно време морам да признам, јас обично велам честни исклучоци, а ги има. Да. Меѓутоа некако сите вредности некако ги измешавме вредностите и веќе и како и да нема вистински вредности. Дали мислиш дека родителите се виновни за тоа? Апсолутно да. Знаете зошто? Значи апсолутно се служуваме на таа тема затоа што знаеш Боби, 21 век сме. Така. Имаме се натацна. Со едно копче имаме ниска свен или на компјутерна. Што не треба. Да, све што треба. И што не ни треба. И што треба и што не треба и така да и така натака. Родителите, значи прво динамиката, мислам темпото на животот, некако и таа динамика, лудачка динамика, морам да признам, значи од своје лично искуство го зборувам и ти сигурно ти знаеш. Некако сето тоа се фактори кои што придонесоа за тие вредности некако да се поместат и граници и вредности и така натака и во однос на семејството, она што треба да биде нуклеус и јадро, нели на нуклеус. Семејството е столбот. Да, и фати е погрешен правец. И се фаќа погрешен правец. Значи, навистина е веќе социолошки проблем. Социолошки проблем и ова го доживувам, морам уште ова да го кажам, значи слободно. Бидејќи предавам и на Европски универзитет на факултет за арт и дизајн. Таму сум професор по фотографија на трета и на четврта година. Значи во процесот на образование сум вклучен покрај мојата дејност како ликовен уметник, визуелен, мултимедијален и така натака. Значи се соочувам да кажам со некои такви од тој тип проблеми. На трета и четврта година имаме одлични студенти, меѓутоа имаме студенти кои што навистина по моје мислење не ни заслужуваат да бидат таму. Значи со однесување кое што апсолутно е недолично. Особено во однос на релација студент-професор. Не се почитува авторитет, не се почитуваат некои елементарни вредности кои што треба да се почитуваат. Стартот. Нели? Така да се соочувам и ден денеска, мислам и ден денеска, и уназад, наназад ако се вратам, таму сум од 2019 година, part-time професор, visiting.
зашто покрај државна работа ја работам. Мора секојаш две Значи работи, да. па и 3. И да, и јас. И 3, 4, кој колку може. И можеме и тераме, додека можеме. Не точно дека не може, извините, прекинувам секунда, не е точно дека не може да се постигне. Само дали имаш волја. Само дали имаш волја. Така е, желба да имаш и види овака да ја скратиме приказката. Работиш, имаш, не работиш, немаш. Ја обично велам, зошто ти ова, што ти сега, ти па ти. Да, окей, ја па ја, меѓутоа ја работам, ја се трудам, така е. Повели. Така е. Повели работа. Немам проблем, ја прв ке ти честитам. Така, ја не секогаш ги разбирам. Ајде на здравје да пробаме од ова фейковача. Има да биде 100%. Ја некогаш не ги разбирам, до некаде ги разбирам луѓето што заминува странство. Сега се врти друг муабет, не дека не ги разбирам, луѓето бегаат побише од унаводници системот што владееше многу години. Што значи систем? Па не знам, брат, Вујко стрина баба за да успееш у животот, ама Страхил нема да го ценат како Страхил доколку Боби не се јави да го представи Страхил. А Страхил може да биде не знам не споредив си со уметниците у светот на таа бранша и у тој свет. Сега не ми е толку познат, јас сум реален. Меѓутоа сакам да ти кажам моја генерација да кажеме сега, малку да ги разграничиме работите. Значи да кажеме од моја генерација уметници. Затоа и кому тој свет е непознат. И генерациите кои што ги има нели од почетоците на македонската современа, да не ги заборавиме. Така. Значи од бардовите нели на современата ликовна уметност и така македонска, така да. И сега од генерацијски како одиме, значи тука да ги разграничиме. Поред затоа ја викам се извини овака трупање, меѓутоа мора да биде, ако сакаме да бидеме коректни, мораме и така да тој свет не ми е толку познат, реално, затоа и е коректно културно кога нешто не знам, не се правам дека све знам. Така. Ја прашувам. Да, и луѓето на пример замина у странство, викам чекајте, застани. Знаеш овдека е подруго има. Добро, окей има. Системот. Да, системот, добро. Колку време работиш таму? Од 14 до 16 сата. Па ти овдека работи од 14 до 16 сата, ки имаш пари. Што е проблем? Да, не, проблемот е што он треба да дојде у 9 на работа, си замени у 1 сат да работи, да кука дека 45.000 му е малце плата. Боли виц не си слушнал, нели? Ова е виц, ова е трагикомедија. Така и се на нас не ни е добро. Јас можам да работам. Све ние се жалиме. Да, ја можам да работам 2-3 работи, можеш и ти работиш, верувам, 100% е така. Затоа што луѓето не разбираат дека творештвото, стварањето на уметничко дело на било кое, не мора само да е ликовна дејност. Јас затоа кажам, и сите уметности. Јас музичариве, глумциве. Така, јас имам напишано 40 детски песнички. Браво. Каде што книгата за кратко треба да искочи. Одлично. Имаш подршка. Од тие 4 песнички ми отидоа на детски фестивали. Песнички со рима што ги немаше со години наназад. Чичко Стојан Тарапоза ги пишуваше. И сега пак мора да го пофалам братот Џон Базов, тоа беше негова идеја. Вика брат, зашто ти не напишеш една збирка, ја напиша преубава критика за мојата книга, која ти викам наскоро сигурно ќе ми бидеш мој драг гост и брат. Апсолутно, со задоволство. Луѓето не сваќаат дека ти и јас, таквите како нас себе да кажам, уметници на свој начин, дека ти се будиш у 2 у 3, пишуваш, работиш, ствараш, тоа е некое позитивно лудило кое ти се случува и тоа треба да го искористиш моментот. Ти го преживуваш, го преживуваш. Да, и не можеш одложување, утре кога ќе станем од 10 ќе го готово проаѓа. Не видиме тоа се садови ќе ги извини, садови ќе ги измијаме и тоа. И завршуваме приказка. Не. Се сложувам. Не, сосема е окей, на место ти е мислата. Така. И нели целиот разговор, така да не е тоа ајде жаргонски ќе кажам, народски речено, да ме разбере. Така. Плукни залепи. Не. Сите мислат дека ти демек со четката маваш овака, и демек ставаш некои 3 точки таму и тоа е така, ја можам така. Брат, не. Повели. Еве ја ќе ти давам четка. Повели, направи го. И ќе те упатам во некој работи да видам. И ќе те едуцирам како тоа се прави. Изволте, нема проблем. Меѓутоа, за жал, морам да признам дека иако не сакам овие работи да ги, не сакам да ги кажам, меѓутоа многу сме неедуцирани,
Многу сме невоспитани. И завидлив народ. Многу завидлив народ. Јас си го сакам државата Македонија и македонскиот народ, нема поубава. Да не сме сакале, не би останале. Апсолутно. Бил на водици заминале. Би заминале. Да, така е, така. Меѓутоа на мои 52 години со тоа што ете нешто Добар, животов добро портфолио. Сум и портфолио и така. И фамилиарно ја немам намера сега мои 52 години да перам чаши или односно да мијам чаши на шанк. Така, така. И да почнам од нула. Така. Значи тука сум постигнал со свој труд, со крваво заработено и работено и до ден денеска. Така е. Без некој да онака да ме фати за рачи, да ме донесе, еве од денеска ви овој новиот колега. Не. Јас сум поминал сито и решето, од сите аспекти. Да. Морам да признам, за да еве сега да стигнам до некое, да стаснам до некое ниво до кое што сум денес. Убаво, добро ниво, светот на уметноста, значи не сум скромен. Си скромен. Не сум скромен. Така е, брато, немој да си скромен, значи и не треба, затоа што тоа е мој труд. Така е, и така е. Скромноста веќе не е што викаат србите врлина. Да, у овој свет не. Можда порано, да. Порано секако. Минатиот век, да. Ама минатиот век, мислам. Е минат. Доста се навраќаме. Многу ме нервира тоа. Леле, ние у Титово време. И што во Титово време? Знаеш како викаше у Куманово се делат, у Куманово нарочито се дела и периодот. Видел ли сега Тито ти? Не сум го видел. Па тоа е мојаметот, дали си го видел Тито? Времето пред и после Тито. Енсо? Како беше? To fuck him. Значи, моабетот е дека цело време нешто жалиме, нешто носталгија. Юго носталгија. Леле како било ова. Па тогаш исто така имало се и се што, дури можда и полошо, и полошо разбереме, само немало толку немало телефонот, па немало услови, немало информации, дали се разбираме. Така е. Меѓутоа, извини, мислам, денеска сме преплавени и ново време, 21 век и ние, зошто се навраќаме на минатото? Одиме понатака, минатото си е минато, со причина. И со причина и така, и тоа е во ред. Одиме понатака. Што човече се навраќаш на минато? Ја највише мразам луѓе што кукаат дека и тоа кукање. Да, нема. Туго. Мислам на Кумановски се. Да, еве ја на Кумановски еден млади ви кажу, кукав. Нема полиција. Добро. Полиција на терен. Што волку полиција, па сега што? Чекај бе, царе. Сега од овој барате полиција да се угоди. Да. Ако си слаб, тогаш што си останал? Ти си болен. Да. Ако се попреш, ако си дебел, види го како се направи. Да. Мислам, на народот никогаш не можеш да угодиш, а и не сакам да угодам. Немам намера. Ја ги имам, например, сега у јавност со ова што нели што се бавам долги години и моабетот е како се справаш со хејтерите? Не се справувам. Едноставно не се справувам. Ги игнорирам, брат. Ги нема. Што ќе ме навредиш, брат? Знаеш колку си ружен? Добро ружен сум и што сега тука? Што ќе ме навредиш? Дали они се погледнале огледало? Не еден му пиша, брат, изјави тебе огледалото ти е скршено. Зошто скршено? Викам, зашто си несреќа, брат. Апсолутно, тоа е тоа. Ние некако многу мразиме, брат. Многу. Плукаме по се што е добро. У Куманово викав завидлак. Не си се почитуваме добро. Да, не. Самите себе завидлак. Значи, не е битно што ја немам да јадам, ама битно ќе му кажам на Страхил дека така и така. А тоа знаеш зашто е? Зашто животот му е празен, брат, и сака да он не може да биде виден како тој личност, него ако плюка по Страхил, може некој ќе прочита, некој еве го тој нешто направил, нешто кажал нешто. А што кажал? Едно големо ништо. Ти ме плюкаш мене со 315 фоловерси, не плюкаш мене со 42.000 следачи. Мислам, ајде се. Што збориме, брат? Не, тоа е лудило. Тоа е лудило, како викаат, ова е познато, нели, на комшијата коза, не козата, комшијата треба да умре. Да, се почне поново вика и да цркне и мојата, па да нема колку млеко да бара. Млеко да бара. До тоа дереже сме дојдени. За жал. Така да мислам дека идат ситуациите на подобро. Јас се надевам, искрено се надевам. Затоа што гледам и кај нас, ајде да кажам, медиумски, инфлуенсерски, не знам како да кажам живот, затоа што не се рачено како класичен инфлуенсер.
Мене ми е целта денеска, јас сум задоволен ако барем тројца насмеам денеска, ги расположам и ги одвратам И не од се некоја смееме, црна брат. мис. Брат, не се смееме. Без обзир, 30 години народот го доведува до апатија, заборави да Апатија, се смее. точно, Заборави. точно. Значи сега јас го кажав и не знам со кој бев на подкаст исто, морам со тебе да го споделам зашто ќе се смееш, ние сме тоа време. Да. Викам, единствен разлог зашто ништо не си направил успална или зашто не си влегол, скинат шорап. Тоа беше шема, брат. Не сега 3 за 100, ти купат шорапи 3 пати ти ги шија мајка ти, брат. Да, и сега... Да, со игла и конец. Пак сме биле позадоволни, Нели? брат. Да, Нели? и после... И сега, одоздола, Страхил, брат, ти не знаеш кои коментари. Што му се смееш на детето, може би нема што да купи, ти да не носиш поздрави чорапи. Да, коментари, бе. Најко се смее, брат, може вицот сега, бе великденски празници, затоа имав еден куп. И се нема. Да, и све се нема. Све се нема. Се кука. Ама све е фул. Еве, јас сум Али на Малдиви мора да отиде. Важно Малдиви, еве, кошулава у Хавајка. Да, мора да отиде. Апсолутно мора да отиде, мора да биде виден. За секој празник сите молови се полни, сите кафичи се полни, сите кафани се полни. Дали во Македонија, дали надвор од Македонија. Кога ќе биде празник во Грција, километарски колони. Ама тој утре доаѓа и вика Страхил пари нема. Пари немам, брат, немој, жити све, не ме чачкај. Не ме, брат. Да. Не ми каже ништо. Значи не ми каже. Подобро не ми каже, кажи имам, бе. Јас сакам сите да имаат. Мојот покоен татко викаше, сите да имаат. Никош синко не вели нема. И сите доволно што Бог ти дарил здравје. Што си отвори очи за бајле рано. Затоа што ќе те надополнам сега, ако велиш постојано немам, навистина енергијата, Господ, па он ќе ти каже, па стварно ќе немаш. Па што немаш, ајде, значи, до овде да видиш како се нема, мислам. Да. Има некоја енергија што навистина тоа многу незадоволство, многу некако подземни води, брат. Подземни води. Да, ово страшна работа. Значи на се што е успешно да се плюка. Не. И повеќе те цената странство него во самата. Тоа ми беше следното прашање, како се дојдовме поврзуваме, спонтано оди муабетот. Знам дека тоа сакам да те прашам. Не само јас. Плејада на успешни македонски културни дејци. Ристановски Никола Ристановски, Тони Михајловски, еве Сашко Коце. Тијана кога успе кога отиде у странство? У Србија. Добро да се омажи у Србија така натака. Плејада. Сега уште не уметници исто така, сега да не ни се наљутат, нели, не можеме сите моментов да ги наброиме. Меѓутоа и од уметниците нека ни извини и пошироката, мислам македонската публика. Меѓутоа плејада. Да. И секогаш кога ќе отидеш негде во странство, навистина се чувствуваш, ја представуваш државата, горци. Викаш, јас сум од Македонија и дојдов тука нешто да покажам, дел од себе оставаш. Така. Ја представуваш државата и луѓето се интересираат и прашуваат. Кој си, како си, дали ме разбираш? Ние направивме у Полска кога земавме прво место, ти викам 95-та година, направивме македонски ден. Значи штандови со клачаница, толченица, како да со пинчури, клачаник по кумановски, со пинчури, со залучени пиперки. Нашиот штанд беше најпосетен. Најфул. Ти првата вечер, не втората, значи тоа беше стварно фестивал на ниво, стварно преварувачки карактер, нема зборење, со некои 10 реда микрофони го наредени, значи се малото шушкање се оценуваше. Дури не оценува како се однесуваме, посем настапот, хотелот како сме, значи страшен фестивал беше тоа и ние успеавме. Јас со своји 14-13 години да бидеме први во Европа. Од 17 ансамбли од цела Европа. Што правиме? Таму успеваме. Доаѓаш одека, пионерски дом доаѓа само нашата фамилија. Да, толку. Бевме Украина, бевме Русија, бевме Грузија, бевме Шпанија, бевме сегде. Супер. Дури соседите наши Срби доаѓаа да не гледаат у Шпанија кога бевме. А овдека твоите не доаѓаат да те гледаат. Значи твоите не доаѓаат да те гледаат. Не доаѓаат или доаѓаат се да ти гледаат. Да. И овој сгреши. Види го овој сега. Они уствари доаѓаат, мислам, части повторно ќе кажам, чест на исклучоци, на професионалци, интелектуалци, врвни, зборам од аспект на уметноста, нели во областа на уметноста, да речеме, меѓутоа има и како
од оној другиот тип на луѓе кои што доаѓаат навистина сеира да ти гледаат и само чекаат момент нешто да се деси. Еве што направи. Еве, сега види го овој, сега што направи. Тоа не, и сега другото не е битно, тој момент е најбитниот. И за тој се фаќаат. На Страхил нема да му ги признаат сите успеси последниве 30 години, ама до го Страхил ја скрши чашата, сите ќе го памтат, сите новини ќе скршената чаша, а не по тоа што го направи. А не Страхил изгради уметноста, пак ќе кажам, се слагам, тој дел од уметноста или од таа бранша не го познавам толку. Реално, меѓутоа, од твојата плејада на уметници, генерација, си да кажеме, еден од поуспешните, да кажем, ајде, се да не генерацијски, генерацијски зборим. Еве, ајде, у првите топ 5. Еве, нека биде така. Окей, точно. И сега, не му го вреднува тоа на Страхил, што нашата држава представил цел свет, ама Страхил Куманов скршил чаша. Е многу битно. Тоа е најбитно. А знаеш колку ми е гајле мене? И јас, утрна брат, тоа више не се ни замара. Знаеш колку ми е гајле? Не се ни замара. Многу почнав да не се замарам затоа што видов дека тоа се енергетски вампири што те цицаат и не дозволувам. Те одвекуваат од целта која си пошла. Не дозволувам никој да ме цица, да мислам енергијата да ми ја цица. Е што викаш енергетски вампири, од аспект што таа енергија мене ми е потребна, ја ја канализирам таму кај што највише ми е потребна. Мислам се фокусирам. Така. Значи на уметноста, на она што навистина го сакам, на она што ме дефинира мене како човек, како личност, како интелект. Така да навистина немам потреба јас сега да се објаснувам со тебе и да се убедувам со тебе. Навистина немам потреба. И веќе бирам и со кого разговарам. Да си ми живи, почнав исто и тоа да го правам ја. Ти си помлад од мене секако, меѓутоа ја почнав одамна ова некако не е тактика, не е ни навика. Селекција би рекол. Како беше на самоодборен систем, натре што ти се јава дека немаш време за будали да трошиш. Така, немам време за будали, апсолутно. И навистина бирам и селектирам. Со кого ќе направам и со кого сакам, со кого да седнам, еве дали у кафана, дали у кафич, дали не знам, било каде еве вака и да направиме, бирам со кого ќе правам муабет. И што ќе правам муабет. Значи не ти ќе те цитирам со секоја будала. Да не се навредат, мислам. А ги има многу. А ги има многу. А гледа се брат, може се. Знаеш како? Има ги разни. Да, има ги разни. 200% си управа, сега на Комарски ќе кажам. Да, окей. Доста, еве ја кажам за мене, доста бевме будали, ние. Јас размислувам него да не го навредам. А он дали размислува мене дали ќе ме навреди? Не, веќе не. И јас затоа више не се ни замарам. Не се замарам. Ако сака нека се наљути. Не се замарам. Види, со мене е многу едноставно да комуницираш, затоа што прво, не сум лицемерен човек, никогаш не сум бил во животот. Што имам да кажам? Што имам да кажам, јас ќе ти кажам. Ако ти одговара, ти одговара. Ако не, молим лепо и пријатно, драго ми е било. Да. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Молим лепо. Крај. Не ме интересира. Дали и у вашата бранша, сигурно имamo, мислам не бараме да навредуваме никој нити да споменуваме. Не, нема проблем. Има тие фейкови што плюкаат по успешните, како и у нашата бранша. И три точки. Не да има, многу има, навистина. Како се изборуваш за тоа, брат? Види, порано, овака ќе ти кажам, тоа иде со години, веројатно и со искуство, веројатно и мудрост, веројатно ете и самата работа, нели, начинот на живот и така натака, те доведува до ситуација да веќе не реагираш на секакви глупости. Види, добро е у нашата бранша да има критика, и позитивна и негативна. Меѓутоа, критиката некој ще предобиш не, апсолутно. Ќе ти кажам после еден пример. Конкретен пример. Добро е да има критика и позитивна и негативна. Меѓутоа, кај нас ја нема ни едната, ни другата. Или, ако е критика, е позитивна за одреден круг на мала група, 3 точки, мала група, 3, група 3 точки, и ние сега за тебе ќе те воздигнуваме, ќе збориме се најдобро, најдобра критика, тоа е најдобар и така натака. Дури тука па и политичкиот момент исто така е многу, нели, важен, мора да го спомнеме. За жал. Уметноста не сме да има политика. Така.
Уметноста е Се слобода, уништува уметноста е креативноста слобода, кај сите, брат. Art is a freedom, Да, така. слобода на Така е, мисла, така е. слобода на размислување. Меѓутоа, од друга страна, па и не смееш да бидеш, како да кажем, момент само, не, го размислам вистинскиот збор да го кажам. Значи, треба да си, да имаш свој став. Така. Политички зборам, свој политички став. Да не бидеш отсатен од тој момент. Не смееш да бидеш отсатен и од тој момент. Да, знаеш. така. За подржување тоа е веќе сосема друга работа и не навлагаме сега во Не, политика. тоа- Да се вратиме на уметност. Да. Секогаш го потенцирам ова. Значи, треба да оставиме трага, барем ние уметниците, од било која уметност, било која бранша, или дејност, како год, како сакате, да оставиме некоја трага позади себе. Така. Значи, вие творите цел живот, работите, наистина се трудите, вие тоа не е производ кој вие овака ќе дојдете од продавница и ве кида му, да кажеме, елида и ја ќе купам кило месо или не знам ќе купам сокче или ќе купам Или шаблонски. или направено. шаблонски, да е направено. Да. Значи, вие творите, вие секое моје ново дело е моје ново дете, како да кажам. Парче од тебе, од твојата душа. Тоа е едно парче од душата твоја. од, нели, Да, од милион парчиња, Така, така. сегменти, Така, микро така. светови и ти двоиш. Така да се разбереме, мислам. Има многу убава мисла од ај се. Тука сме. Ај чека живели. Да сме живи и здрави. Браво. Тоа е најбитно. Маркус Аурелиус. Добро. Маркус Аурелиус. Така. Она што го правиме, тоа е многу е јако тоа. Она што го правиме сега одекнува во вечност. Да. И ја на моја изложба во 2019 година во Мала Станица го имав тоа како преземено, како цитат и стоеше онака на зид. Тоа ми беше во еден концепт. Концепт ми беше. Дел од слагалицата што Дел од се- слагалицата што викаш ти, така да тоа е она во суштина поентата, ајде да кажам, на уметникот и на уметноста, целта или знаеш како? мора да оставиш нешто, значи, меѓутоа тоа види па и од друга страна. Па не може и секој тоа да го прави. Да си ми жив и здрав. Не може и секој тоа да го прави. Сега, кај зборам барем еве... Има плејада. Ја реков плејада поетска. да. Меѓутоа, од таа плејада не е ова сега, нити сакам да се фалам, нити сакам да... Така е. Меѓутоа, реалноста е таа. Таа е реалност. Ама некој не му се допаѓа. Сега имаме, на некој нека не му се допаѓа, да? Исто, да се Океј, замарам за имаме тоа. плејада и се од таа плејада не се сите Така да е, кажеме, да можеш да ги кажеш... врвот. Така, не се. така. У секоја бранша, не само у ликовната дејност да се разбереме. Ја ги почитам... И не треба да биде така. Да, не треба. Почитувам секого. И почитам Сите колеги ги секаква почитувам. уметничка дејност, дали пишување што кажа ти, дали Да, пишување, дали секоја сликање, дали се. дејност. Ти можеш да напишеш 6 шупливи книги. Значи, што тоа? А што има врска квантитетот, квалитетот е важен. Квантитет е квантитет. Јас со еден не можам да кажам благослов, ама еве една голема помош со нашиот заеднички другар. Напишав сценарио за филм. Што збориш? Вау. И сценариото е комплетно лично мое. Браво, брат. Поддржано од него и одобрено со многу добра критика. И, браво. И сега сме у некоја имаме финансиски план направено, основа Па нормално мора да има. Филмот ќе биде на чисто кумановски дијалект. Што збориш? Да, и се работи за период од 2000 до 2022 година. Охо, браво. Еден од најинтересните периоди. Апсолутно. Се сеќа? Ете така. Како не се сеќа? И сега, муабетот е тука кај нас, што ти се бориш за вакво нешто да направиш, кај што има душа, меѓутоа, Добро. ќе дојде фејковача, да, Фејковача, да, и да. ќе каже, Да. сега тоа на Боби е топ, ама ова моето Ама. павото е поубаво. Секогаш има ама и 3 точки. Сега да отидам јас со тоа сценарио,
Значи, имам и такви предлози Океј. у Србија. Добро. До Па добро, не мора не во Србија, може и Било каде околу, околу регионот. до вечер тоа ќе се реализира. Апсолутно. Ќе се најдат и спонзори, ќе се донесат и пари. Пошто сме уметници, не дека секој својата бранша, секој час, значи јас сум многу подоле од тоа успехот што го Немој имаш подоле ти. сега. Не, добро, мојата бранша. Прво си помлад. Така, Колку години имаш? о, Па кажи си сега. 23. Ти нели имаш 27, тука сме, малце сме, 3-4 не, години јас сме. сум негде не, на- ети сме, не е битно колку години има, ети сме 6 години разлика. Добро. Да. Добро, Да, добро. 6 години сме разлика, ети. Апсолутно не е битно, годините се само бројка. Само бројка. Молим Битно е лепо. како ќе се осетиш ти. Така е, од внатре. Од внатре. Значи јас имам и кај нас служба каде што јас со моите години правам повише, него они со нивните 25 години. Толку е. Толку е. Влекач. Така е. Влекач. И сега има некои на повидок се некои соработки каде што може тоа да се направи. Апсолутно. Секаде, ама не у Македонија. Се трудиме да направиме нешто, значи затоа што не знам да колку се информирам, филмскиот фонд е укинат во Македонија. Знам. Да. Знам сум. А според Информирам. европските сите европски договори И се трава интересни нашето работи, нашето нашето аспирација за членство во Европска унија е Така. дека ние треба да имаме инвестирано во културата од 7 до 10 милиони евра. И тоа се грантови што ги дава европските. Грантови европски, да. И ние немаме пристап до нив, затоа што немаме одредено филмски фонд. И сега Каде да се обратиме? не знам. Да знае, брат, вистинито, но жално, значи... Сега го имаме Скопје 2028 европска престолнина. И навистина се работи, навистина. Тоа сакам да кажем, има помак, помрднување на еве на македонски, значи, да. Точно Да. знам дека многу напорно се работи, значи од луѓе кои што сум близок, не е ни битно кој што е така. ми презиме. Меѓутоа, навистина се работи, тоа сериозно Така. се работи, и ако гледам по медиумите дека се плука, вие што ќе направите, Леле, значи толку- стандардната Шема. шема, стандардната реторика, истата реторика за македонска пошта, веќе ми е до овде да слушам. Брат, не можам да разберам што се случува нешто ново. Аман ќе биде културен центар. Така е. Македонска пошта. Па тај бе луѓе да се потрудиме Македонска малце. пошта ќе биде на градот Скопје, отворена за сите и така натака. Знаеш како, Културен центар. Страхил прави- Најубавиот бисер од бруталистичката архитектура. Како и милион други бисери од бруталистичката архитектура. И така натака, и така ти обрати натака. големо внимание на тоа. Именно. Така е, те следам, да. Знаеш како? Како и ГТЦ, исто така. Страхил што зборував за ГТЦ. Имаме шема за ГТЦ за пјукање. Како и ГТЦ, така е, да. како и милион други Така, примери, така. еклатантни примери. Ја не можам да разберам толку да се мразиме сами Не може, себе, ама брат. не, види овака, Боби, сега ги ти кажам, не може преку ноќ работиве да се сменат. Така е, факт е. И те поддржам 200%. Извини, Те не поддржам може, 200%. не можеме. Ама ги Нити сите- можеш ти да ги смениш, нити ја. Сите Меѓутоа, сакаме- сите ние, а сите сакаме да биде најдобро и да биде топ. А зашто не- Ќе биде, поддржувајте. Ама со личен пример. И со Направи личен да биде пример, топ. расчисти прво во сопствениот двор, па после така е, одиме брато. понатака. Така е, така И е. така ќе не биде. Ние сакаме да биде добро. И сакаме систем. Ама страхил да почне. А зашто ти не А почнеш? не, почни ти бе, ја ќе почнам И ќе секако. те следам. Па ја Следи ми секако го примерот. почнуваме, да. Следи ми го примерот. Ја на И почеток викаме немаме систем, како немаме систем бе? Не го почитуваме. Самите Не со собствен сакаме да го пример. почитуваме. Така е. Зашто не одговара да е? Мислам, да, све ни одговара овака, ако се може. Не. Така Не. Одете на запад, видете како е. Сум имал прилики, мали милион, Така е, брат. Така е. и сум видел што е систем. Така е. Оди во Швајцарија, те снимаат кај цигарата ќе... Брат, ова се пишувани материјали. Да, браво. Ова се пишувани материјали. Кај цигарата ќе ја изгасиш. Озбилен муабет или озбилно добри палачинки. Палачинки. Протеински, пошто другарки е на диета. Да, не, ја не сум на диета, јас имам специјален режим на исхрана и тренер и се вратив... Брат, ова мораш да пробаш. Протеински се. Пакли поздрав. Чека да видиме. Брат, ова мораш да пробаш. ова е- Па ова е- макар 2 дена да не едеш. Не, ова е крш. Стварно е крш. брат, Види па протеински. визуелно како изгледа. Да, брат, на вкус. А ова стварно е лудница, браво. Имавме еден наш другар Чека да што ми видиме. беше гостин и ги излиже Браво. кутиите.
Толку беше имаше Чекай, долг јазик и ги Не. издиша кутиите. Во интерес на разговорот и да не пречи, ја ќе го ставам И тука, јас, а после ќе си го да, после крекнеме. на Тенане, брат. На Тенане, на Кумановски. На Кумановски. А, Не, ја- можеме и сега да поминеме малце може, еден да. одреден дел, да биде и на Кумановски, не е проблем. Таму побо ќе ни иде. Да. Па ќе не иде, зашто? Ја брат, само тоа кажи, окей, све, важи, сакамо да имамо промена, ама сакам тој промена да го почне Страхил, а не Боби. А зашто, брат? Ајде ти го почни, Страхил ќе те следи, брат. Нема проблем. Значи, ти га правиш тој, ствараш, твориш. И сега негово е само да дојде, не мора ти каже ни браво, да присуствува, да види нешто различно. Нема. Да. Нема. А он дојде, сега да можеме мога ја, ќе се смее. Не бе онага. Не бе, оној што се фотографира, ностоп што го гледаме по Facebook. Морам да кажам сега. Тоа Види не го. уништи, тоа не уништи аман од сите, тебе, брат. Тоа малце не аман од уништи тебе, отвараме социјални медиуми, ти не искачаш од фрижидер. Вау. И сега, и што? Прави ти искаче. Јас сум кажал. Искочи и ти, биди убав, искочи. Брат, ја ружен искочи, по убав нема Ма може. да, не са. Ова беше топ. Брат, ја жига, Мислам. ја кога се родил, знаеш брат како прво? Ајде, не ме зезе. ме гледале мене Не по ме мајка ми зезе. и мисло на мене показат на мајка ми шамар. Гледаш што си родила. Ма дај, бре, не за човек. Не, јас. Исто, прави го ти. Да. Ако тебе те испунува, ако те прави задоволен, зошто да не? Немам проблем. Направи нешто ново. Направи друго, направи поинаку, оствари се. Даде. Побогу оствари се. Сега барем е тоа лесно. Ама Телефонот оствари се. вака, нас ми се Оствари пушти. се. Значи, оствари се као човек, брат. Зошто ти сметам, ја ти пречам? Знаеш што направи? Ако не ти се свиѓам, направи свај. Ама за исто. Вика, брат, знаеш како? Ај, Океј, брат, ај. таму на страна имаш 3 точки, блокни ме. Блок Блокни ме, направи, нема да ти свајп искачам, направи, брат, смени завршена канал. работа. Нема Така е, потреба. така. Не ме гледај, бе. Брат, знаеш што, јас сум, мисло, како што примомет и у вашо бранши и у нашо е така, брат. Два клипа Апсолутно, ќе отснима, брат, и он апсолутно. инфлуенсер више. Значи, он се замислува, А не. знам кој беше исто, глед, ја ги поштуи сви, ја немам, Исто, у наводници, исто, војну, исто, не, с никога, ни стендап комичара, ни, Не, не, се нога има малце закачку. Добро, не мора со не е здраво да бидеш со Знам сви наш окей. Кумановац, ама А не е битно. сак би на малце А не, познат. Да, и готово, не е битно. готово. Знаемо како е. Така е, да. И тој беше момент. И немам закачку, буквално со работко имам со свите. Да. И ја примогам момент и пред да почнеме, ја моју кариеру и успех га граду, на чисто мој Само труд и мој среќу. врз основу на себе. И мој труд. И на екипу. Еве, и на екипу, Екипа, да, бе, екипа е екипата многу е битна супер работа, екипа. да. И Тимот е најбитен. да, и ние заедно го градиме на основ на тоа. Знаеш што? Не Ајде да плукам поминеме, по друг. Боби, слушај, ајде да поминеме на Кумановски. Да, може. Знаеш зашто? Да. Значи, ќе гледаат Кумановски, ќе каже, види, Овие па се што чепатив овие па се двојца. чепатив, нешто скопско шемо изиграав. Да. Вика како беше, си биле две скопинки, една од Битола, друга од Кавадарци. Слушај, исто еден добар муабет. И докуде имаше еден настан, еве на Кумановски сега ќе почнеме, да биде интересно, нели да ме разбере в Кумановци. Така е. Кумановци. Разбирам, не многу по. Види Кумановци више пин петрол и подпин Више петрол, туш, више више туш, туш, или беше. мање туш, или куде тромеѓанко, или овамо, Или и овамо, тако да. дале, и та-на-на-на. Три тачки. И докуде Брицу имаше еден настан, битен настан, у суботу, и да ме среди, нели, да се почишамо, да се улепшамо, браво, да бидеме се да бидеме топ, as usual, нели? Да. И доаѓа еден, познавам го човека, од многу поодамна, негде Изград ли? моја ге... Изград. Изград. Изград, Та, со тврдо Т како Па. Италија. Не, како и Или Такви не, су ни камермани, слушај, тие се на глупост. Не бе, топ су камермани, одлични су камермани, дечки су топ стварно. Да. И не, или играт Т, или градат. Да, гадат. Та. Или у Л форма, бил донел, видел. Бил донел. Земал. Да. Да. Окей. Добро. И ајде да се не вратиме на тему, доаѓа брат, ја на столче, и сега ме средуе улепшаваме. А брат Мој многу драг фризер, не га спомнуju А кој брат ги е. изел. И слушај, не, окей, он имал Имал, добро. закажано у 11, а јас сам имал закажано у 1:30, 20 до 2. И гледај сега, он доваѓа, не мора, ова е крш. Ја веќе седнат на столче, велико ме средуе Брица, шишаме и тако дале. Се да биде како што треба. И да, мора. И добро, и доваѓа брат.
Брат доаѓа од кафану, малце оној. Пиналго. Ова кој малце очи. Пиналго. А знам га човека с година и година. И човек ми вика, ја га видя дека е он. И јас само му кажа, здраво, како си? Не га кажу, с име га наслови. Сега он човек се променија, стекна година и така дале, шеф не личи на себе, не е битно. Океј, луѓе се менјат. Така е, да. Все е океј, нормално. Само ми остануваме исти. Само ми остануваме вечите исти. И убави, нели? Убави, нормално. Наравно. Да. И добро, и викам, брат, викам, ја му викам, мртва возбија му се вртуја, викам, слушај да ти кажу, док не ме среди тај и тај, да не спомнуваме сега, нели да реклама и така да. Не, за реклама нема врска, слободно Може? слободно да чекам. Можете, брат. Мој Тука све е отворено. Собе Джокер, браво. Собе Джокер. Поздрав до Совета. Поздрав, брат мој. Тако е. И он ме средуе и викам, Собе, слушај сега, еве кажуј му на тога и на тога, док ти мене не ме средиш, оној у фулу, како што ти знаеш, оној не мрдам ја од столицу. Така е. И викам, он дали се ќе се бричи, дали нема да не ме занима. Јас сум ти последни муштерија, ти си ми закажаја термин, задни термин. Мојот е термин. Те е мој термин за мене пријатно. и чао, довиѓење. И човеков доваѓа до мене, приближува се и сега он ми вика, абе Страше, ти ли си? И викам, брат, јас сум, кажи. А викам, много си, вика, нешто попуштија, слабнаја, вика. Викам, не га спомну име, не е ни битно. Викам, брат, супер сам бе, не сам болен. Да. Све, викам, окей. Ако мислиш на тој, да. Ако мислиш, викам, на тој све е окей. Топ сам, да. Топ сам бе, викам, у топ форму, види, вежбам, пази на специјален Добро, режим, сетим, да. на специјален режим на исхрану сам, со тренера вежбам и така дале, значи одржавам се. Имам 52 години, не и крив години, јас сум дичо с години. Тако е. И он вика, и да си и на Кумановски. Век. Век, да, скратен век. Неќе да бидеме некој. Тој ја може да каже, ти ќе задржиме некој ниво. Да, тако е, брат. Ја гледам овако и викам, слушај да ти кажам. Значи стварно ќе чекаш поише да се разберемо. Искочи надвор, пуши цигаре и така дале. И после добро, он искочи, разбра се. Некако и ми кажува, брат, мој наш. И ми вика, брат, имаш он закажано 11 и доваѓа у 2 сат. Оно фати веќе 2. И он вика, Цобе, слушај, малце тук. Значи он, пази, njega kad mu se kefne, on treba da dojde. Не почитuje ничего туѓо време. Не ga zanima. Да. Зато е Скопје рај. Слушај, за тој не бива. Да, а Скопје е рај, брат. Значи, извини, и викам, слушај, немој, викам, мене ме среде, чао, пријатно, не ме интересуваш. Да. Кој да си? Ти си у Скопје дугачки години. Да, понатаму. Од 92 годину, тој беше факултет, 97 завршување, 2001 магистратура, и така дале, значи од 2000, ајде, 92 па сега рачунај. Много е. Ништо мање више, ајде може едно 7-8 години после тебе. Најголем противник беше да иду да живу у Скопје. И сегашниот супруга ме натера, дојди, пробај, види, што е, какво е, па ќе правиме мене. Мада ја претходно повели брат, претходно ја работеше веќе у Скопје. Добро. И највише сакам да Скопје. Свати дека сам у голему заблуду. Скопје било кој, ти га цени твое време. Апсолутно, тој да. Дека ти е најболи другар, еве до мојega фризера Фуфо, поздрав брат. Браво. Фуфо од Рачево брат, човек. Добро. И јас се јавljam да си закажу. Да, исто. И крај. Другар ми е најболи другар. Нема врска. Вика, брат, Фул сам, може ли так, може ли јутре, може ли посем, дојди, ако може да ми откаже, меѓу време дојди. Убаци се. Да. Океј. Меѓутим, почитуј. Време човека оделија за тебе. Оставија тега еден сад да се шишеш. И сега ја индијанец доваѓам и вика, страха брат, стани ја ќе се шишем. Да, управо тој. Молим? Управо тој. Значи, за тој га почитуј Скопје. Таму ти га цени твое време. Мене ми се дешавало. Време е паре. Дешавало ми се реклама у Куманово и дале важи. Оној сега малце не га спуштам ниво на емисија, него само не ниво никако не сме. Оној муабет ќе ја кажу, to fuck him. Дојде века там по едну ракiju туј. Чека, братче. Да, га 3 тачки. Да. Кумановски. Мене таа ракија сметка не ми ги плаќа. Апсолутно не. Ја треба да сум идиот, ја да еду скару, а дома деца маргарин, кристал и леб да едат. Не, никако.
Никако. За тој Скопје е поразлично од све друго. Апсолутно. Значи, он вика, брат, окей, а ја викам, брат, ова за мене 5 минути. Да, за тебе 5 минути, за мене е цела вечност. али? Ајде, дојди ти, заврши мојата работа за 5 минути. Изволте. Значи, вика, ти за тоа си специализиран. Колку е, толку е, повели, чао, пријатно. Тачка. Службено од Не, ми не строго. научимо. Не научимо за И жал. многу си се подценуваме Многу ми си сами се- себе кумановци. Многу си се подценуваме. Не. Мислу да, можда некој, ја еве од мој Јас си ги сакам многу кумановци. Исто да се Да. разбереме, ја потекнувам Ама од некој си го диза страх. Ама пази кумановци, Цено, не да. околина. Значи, таја околина, пази, не понижуju, да се разбереме од Далеко, старт. тој си имал некој корени после 300 години Ја имамо ги сакам корен од сви него. луѓе, значи, немам ја проблем. Луѓе има проблем со мене, ја немам Да, проблем со исто. нив. Ја на секој може да погледне очи, а дали он може Да се на ра- мене? Тоа е веќе друг проблем. дискутабилно Да, прашање. да. Да расчистимо некои работа за увек. Како е? Човек кој што работи на село, поштено, кој издржава фамилију, крваво работи, И не издржuje насилна И не издржuje, производи нели? земјоделски, да, што ги работи. Ајде, индиректно да Индиректно да индиректно да издржува, издржува. да. Селанец, ке га кажу, по-кумановски, сељак. Тако ја викамо, слушај. Да. Ја почитую. Да. Ја му давам руку. Да, труде, мучи се, труди да се. го работи, што е да. Молим лепо. Да. Не почитую селјачишта. Не знаев три кафиќа што су биле пред 30 години, ми кажа, Па денес, па флеш, па меш, па хациенда, па сквер, па лайф, па да не набрајам. Студио, Па студио горе. Па мейкап. Мейкап. Значи, Па седмица, па 3 секунде и така да. Каши пионерски, Ајде да. Рупа. Рупа. Пази, појма нема. Тоа е институција биле. Институција била. Да, на градско и сега гледај. Мало се е. Да. Сега е, значи, еден такав микс, една таква каша попара, едно такво ругло. Морам да кажам ругло. Да, многу јак има мобет има се од К15, мислам дека Тоша беше. Вика порано се знаеше кој е селја, кој е граѓанин, сега е хаос. Хаос бе, хаос е. Така да, ја викам ти, ја многу ретко искачам иначе овако, ако искочу, па не знам, месец ден еден пут на кафе, и тој имам ги па колку да ги набројам на едну шаку, луѓе со кои што стварно оној можу. Ајде на две, ама на едну шаку оној стварно. Пријатели со кои што може да искочи да испију кафе и да направи сагламоабед, од било кој аспект, од било кој тему, нели? И фамилијарна, и нели политичка, економска, уметничка, не знам, Дали било имаш каква. замарање, брат? Молим? Дали имаш замарање? Ајде. Ти у твој браншу и општо у Македонија, Добро. пак ќе кажу простор на уметност и културуци, Да. на позицију и тој добро како еминентен уметник. Не ова кој сега. Боле ти ќе го издефинираш. Ја ќе го издефинирам, ова кој. Значи, прво и основна дејност мене ми е нели визуелен и мултимедијален уметник, Да. односно имам нели завршено ликовна факултет за ликовни уметности, одсек сликарство. Тоа е прва онај дефиниција. После работу како од 2001 година. Само Само 2001 година по договор на дело. По договор на дело прво. Само. Да. По договор на дело у бивши, нели, порано беше Републички завод за заштита на споменици на култура на град Скопје, после национална установа, Национален конзерваторски центар Скопје, куде работу до 2023 и таму имам титулу звање, мислам, тоа е звање, титула, ајде. Советник, конзерватор за иконе. Таму работеше на конзервација и реставрација на иконе, значи заштита на културно наследство. После 2024, од 2024 више, од 14 февруар на Свети Трифун, нели, или Валентайн, по-ново лудило, нели, али јас сега викам Свети Трифун, ја почитую Трифун игра куде мене, ја работувам музеј на македонска борба за самостојно Скопје. Тамо сам исто советник, конзерватор, меѓутоа за метал и дрво. И, нели, што ga спомнамо преска, на европски, на ФАД, Факултет за арт и дизајн, професор по фотографија, вонреден професор по фотографија на трета и на четврта година. И док седиш и пиеш кафе, Ајде, окей. и дојде некој си лечиште. Абе, сликар, куде си, бе?
Што да му кажеш, брат? Ништо, заврши му 2 шамара и готово. Знаеш, глед, не дека не ми смета, мислам не дека ми и смета. Не, смета. Значи поштуј Мене ми луѓе. смета. Знаеш, немав малце обзир, седиш с луѓе што правиш некој муабет јутре и ќе дојде такав двокомпонентен лепок. Двокомпонентен, да. И ќе дојде и ќе ти каже. Особено тие. Да, и ќе да брави ја те лупне, прво те однесе, а ти седиш без разлику. Не знаеш што, и ти се вртиш и му правиш овако. Да. Не, дошли луѓе, пример, дали директор на фирму, некој човек, преговараш, Луѓе и подценуи луѓе. Значи, Не за се мене работи. најпочитуван е и тој човек што средуе Кажамо го, улице, кажамо го тој. да, и улице не ги делу луѓе по работа, не. понижувачка. Пацифиста, и така натака. И сега, он не те гледа ти с кога работиш, што работиш, да га тит, брат, и сега ти се пред луѓе и кажеш, добро, брат, важи, уживај, ке дојде сега малце, секунду, важи, нема Само проблем. секунда да заврши. Абе, добро, остај го Бога. Не бе, он не е битен. Се врачи, Не, крај. кажи ми. Крај на И, приказка. знаеш, док да дојду еве до овој ниво до кој сам тој не се ја фал или било Аби што. треба да се пофали човек. Извини, молим те. Управо си. И управо си. Све То- што ga правиш с љубов, с труд, Тако е, брат. зашто да не? Јас сам денес ке бија на работа цел ден. Исто. Па беше врши другу работа. Исто. Полагам за Д категорија за автобус. О, мен. Ке зема парти бас, брат, и ке се вози. Тоа е. Од тамо снимам овдека и па се враќам на работа. За Скопје. За Скопје. Да, не, молим лепо. И сега, ама он некој тој исто. двокомпонентен Тој непак, да. ќе дојде и да ти каже пред човека што планираш соработкиве без разлику од дали е од Било уметност, кој, не е дали од важно. било кој бранш. Не, било која брајно. Ти, брат, се треба да станеш и да му го скршиш глава пред сите. Да. Ето е тој. И исто е добар скетч, мисля дека беше К-15, Никола Ајде, с хит Дарко ми. Панчев. Хит ми, ајде. Дека да. Да, не салта. Да, салта, Дарко Панчев беше. Добро. И не као сум по УВЦ, фудбал, и не сум по као фудбал. УВЦ, брат, и сега Дарко Панчев у средину и Мочев на писари. И он, Дарко Панчев и се врти га моча njega и ој, стварно Дарко Панчев и се моча и вика, и Дарко Панчев гледаш и вика, у Македонија ако си успешен, сви мочат по тебе. Многу јак муабет. Крај на приказката. Тоа е тој. Брате, фала што беше мој гост. Колку ми беше драго, немаш проблем. Мисля дека е опуштено. Можемо још да се може да правиме муабет. Од втора сезона ќе има још повише успеси. Абе, и брат, ново студио веќе имаш. Ново студио ќе имам. Поголемо бе, покомотно нека биде. Фала што беше мој гост. Многу ми беше драго. Огромно задоволство што сакам еве у јавност да га представу Малце подругачие. Брата Страхило малце подрugачие. Добро. Сега Малко е време. Време е малко. Време е малко. Не е малко, ако ти кажеш дека сат и 25 минута снимамо. Ово зашто ми прави ка? Тоа е салто, нема више картица. Не, нема картица. Мен, добро. Брате, фала еше пуше беше мој гост. Фала, исто, драго ми беше. Наредно сезоното ќе Честно ми кој беше. па. Океј. А ви, драги гледачи, ако сакате да го видите цел подкаст, запратите го овој линк, удете subscribe и ќе видите што е добро. А кој ќе биде нареден гост, ќе И видите. ќе правиме овој. И на крај, И на крај, живели. живели. Заврши сте.